Добар ден и добро вечер на сите гледачи на ТВ каналот Откритија, кои што ја следите оваа програма веќе повеќе од година дена, ако не се лажам. Денес е четврток, 29 декември 2022 година. Во живо, зошто 3 години молчи јавното обвинителство во Македонија за убиството на младиот доктор Ивица Цековски. Родителите го прашуваат јавното обвинителство што превзеде тоа и од кого се прикрива убиството на нивниот син. Пред нашата камера говореше таткото скршен од болка и неправда. За јавното обвинителство нема случај. Нема поведена обвинителна постапка за насилна смрт на младиот човек и покрај повеќе докази и лично барана претходна заштита од страна на починатиот. Правдата замолчана. Јас сум Силвана Павловска, со мене се филозоф Ана Бобинкова Мијаковска и нашиот борец за човекови права Агапи Тофиловска. Добра вечер на двете. Добро вечер, добро вечер. Ова е првиот истражувачки, творечки, генетички, продлабочен интернет отворен ТВ канал продукција Откритија Discoveries. Надеж за иднината, кој што можете да го следите не само на YouTube, туку исто така можете да го следите на Telegram, на BitChute и на Rumble. Повеќе податоци за тоа ќе бидат дадени во социјалните мрежи. Уште еднаш добре дојдовте на оваа програма и како што гледате, и овој пат ќе дискутираме за една мощна загрижувачка состојба во која и овој пат се работи за јавното обвинителство во Македонија, како тие действуваат, дали според законот, посебно за овој предмет по името познат убиството на доктор Ивица Цековски во Македонија. Како можеме да го објасниме овој феномен? Обвинителството во Македонија да не постапува по обдукцијски наод или извештај за една што се смета е насилна смрт на лицето Ивица Цековски, за кого веќе неколку денови следиме на социјалните мрежи постови од мајката и од таткото на починатиот. Како можеме да го објасниме овој феномен? Кој сака да почне? Агапи, ти или јас? Поели, Ана, немам. Па ние овдека сме во една улога на прицена јавност и на граѓани, кои што сме засегнати непосредно, можеме да кажеме, најмногу попречувани во остварувањето на своите права и интереси. Ова е еден, ние го велиме феномен, всушност поврзан со еден многу нејасен, злосторнички и трагичен случај со смртен исход на еден млад човек, за кое што институциите на системот, кои се надлежни да постапуваат согласно законите, уставот и на своите надлежности, гледаме дека таа постапка ја вршат само формално и тоа колку да се каже дека нели превзеле некои дејства во својата надлежност, меѓутоа кога станува збор за едно вакво дело, за еден ваков случај каде што е со насилна, да речеме, или тешка повреда со смртен исход, за тоа е потребно секако поведување на прописна истражна постапка, јавно обвинителска, за да се утврдат точните причини. Во овој случај
гледаме дека по документацијата што ја имаме и кај нас, дел од таа документација доставена од самите родители кои што се јавија на нашите вакви публици кои што одеа во претходната година со емисиите што ги третираме и овие проблематики од областа на владењето на правото. Еве тука имаме дел од таа документација. Значи, тие документи кажуваат дека ова за институциите на Македонија, на системот што сега владе во Македонија, е завршен случај. И случајот го завршиле со една непотполна, значи непрописна постапка, и тоа за нив е веќе решен случај, меѓутоа за родителите не е решен случај и за сите ние кои што сме исто така граѓани и јавност засегнати на кој начин се постапува и се решава во однос, се одлучува за нашите повреди на нашите права, не е завршен случај, затоа ја правиме и оваа емисија која што нема да биде единствена за овој случај. Имаме изјава од родителот на починатиот доктор, кој што ја снимивме летово, пред неколку месеци, и поради желбата на таткото во која насока нели тие како родители ќе продолжат да преземаат одредени действија, оставивме простор нели тие тоа да го направат и сега повторно го актуализираме. Значи, за сите нас и за родителите ова е отворен случај, прашање кое што допрва треба да биде процесуирано. Се разбира дека ќе има и адвокатско застапување пред сите надлежни органи и ќе е еден начин или пример како треба да се успори, значи, едни недоволни извештаи што ги имаат и добиено и од полиција, и од Основно јавно обвинителство, и од Институтот за судска медицина и така натаму. Значи, ова не става во една позиција на спречување, на попречување на правдата, што е тоа и предвиден и кривично дело според Кривичниот законник на Република Македонија, кога не можеш да дојдеш до правдата затоа што ја попречуваат токму оние што треба да ја спроведуваат, односно кои што се надлежни да постапуваат по барањата и преставките на оштетените граѓани. И во тоа, значи, тука се можеме само да го констатираме општиот и конечен пад, значи падот на целиот систем, особено на правосудниот систем, особено јавно обвинителското беззаконие, затоа што тоа според Уставот и законите на Република Македонија единствениот надлежен орган кој што треба да постапува по вакви кривични дела или сомнителни, значи обвинителско-истражителски активности да превзема, и тоа со новиот закон за јавното обвинителство од 2020 година е префрлено во потполна надлежност на јавното обвинителство. Значи, тука оштетениот граѓанин, во оваа смисла родителите на починатиот Ивица Циковски, како и родителите на починатиот Мите Танов во претходните емисии, тој случај што го третираме, значи немаат полно право да превземат активности, затоа што тоа е со новиот закон во надлежност на јавниот обвинител. Доколку тој не поведе, тие немаат, значи не се на иста рамноправна основа да бидат тие кои што ќе поведат. Значи, тоа е нешто со кое што се урива и самиот правосуден систем со таков прво закон, со таква можност, и второ со тие кои што не постапуваат. За тоа има и поплака, не поплака, туку извештај цел, мислам дека минатата година е, и тоа од Стејт департментот
на начинот на кој што овдека јавното обвинителство функционира, дека предмети не се поведуваат, дека не се процесираат, дека не се завршуваат во предвидени разумни рокови, кои што има, значи, за полесни случаи од 6 месеци, за средно до 12, за потешки од 18. Значи, во тој рок мора целата таа постапка да биде толку направена, си да биде како да речам, поведено, да, изработено, и за тоа има одговорност со законот на јавниот обвинител. Значи, таму има членови со кои што тие се оценуваат, треба да се оценуваат како ја вршат работата, поени да добиваат, и врз основа на тоа, значи, треба да следи нешто, доколку не си ја врши, може и дисциплинска постапка за тешки престапи, помеѓу кои и ова, значи непостапување, неажурно работење. Овдека сето тоа поминува, не само во обвинителство и во судовите, значи никој не носи одговорност. Не е само работата како во случајот со оваа претходната јавна обвинителка, Вилма Русковска, што таа нели демек ќе сноси, меѓутоа за некоја, како да кажам, во сфера на финансии таму, некоја комисија за, како се кажа, финансиски работи, каде што утврделе неправилности, меѓутоа не треба само за еден случај да се сноси. Значи се сноси за се што не е решено, што не е сработено, и тоа треба пак да кажеме, значи сите тие кои што се надлежни да ја оценуваат работата на понискиот, нели, повисокиот и како оди нагоре, а јавното обвинителство одговара, јавниот обвинител пред собранието, значи, на Република Македонија. Значи тој не е толку независен, недопирлив, туку едноставно си има инстанции до кои што може понатамо сето тоа да се прави. Овдека тоа не се прави во Македонија. И проблемот е токму во тука, во почетокот, што нас, како што рековте, не враќа во минатото. Значи во некои, значи, почетоци кои што се пред сето ова, нели, правно, законски да биде регулирана таа целокупна материја на нашето живење, за да можеме ние да го живееме нашиот живот во сигурност, особено во правна. Овдека не постои такво ништо, и покрај сето тоа што е формално донесено, и тоа е најголемото ништо што нам непосредно не загрижува и ни ги одзема нашите моменти, значи, од животот кои што ние ги трошиме на справување или на вложување во овие работи кои што не можеме да се посветиме на повисоките работи, повисоките аспекти од нашето живење. Да. Ана, за јавното обвинителство, значи, според нив нема случај, нема предмет. Да, затоа што тие го имаат затворено, а тоа го имаат направено врз основа на документација од извршена увид на лице место од полициската станица. Тука е повикан јавен обвинител, за кој што не има, мислам, има приставка од родителите дека не се знае дали воопшто присуствувал на лице место, значи тоа не може да се види од тој извештај, како и од Институтот за медицински факултет, Институтот за судска медицина, криминалистика и медицинска деонтологија, која што е направена, каде што е однесено телото на починалиот, каде што е направена обдукција и во кој што се констатира начинот на кој е настапена смртта, травматски шок гласи тоа, и е објаснето, значи што значи, може да го прочитаме. И основа на тоа е затворен случајот со тоа што дека се работи за самоубиство. И тука верзијата таа, која што е утврдиле овие органи, е таа, и дека едноставно јавното обвинителство ги известува и родителите дека нема понатаму осмав да поведува некоја постапка.
Зборуваме за еден млад човек, еден мощне образован човек, доктор Ивица Цековски, кој што работел во Скопје и чие тело било наводно најдено во Скопје. И сега што вели полицијата во нивниот извештај? Да, значи доктор Ивица Циковски е доктор по медицина, кој што образованието го завршил на факултетот на Универзитетот Свети Кирил Методи во Скопје, потоа продолжил на постдипломски студии, значи магистарски студии за здравствен менеджмент во Единбург школска, кој што го завршува во Амстердам, значи во Холандија. Значи тој е магистар по медицинска наука или здравствен менеджмент. Долгогодишен активист бил на невладината организација HERA, за да во моментот на смртта е на позиција, повеќе годишна позиција, извршен директор на невладината организација HOPS, која што има повеќе области на делување и програми. Дел од тие се она што сега е многу така актуелно и проблематики со кои што така излегуваат доста и дискутабилни прашања и области што се на некој начин се наметнуваат и во јавноста и во односот на тие човекови права, например на таа родова еднаквост, на поддршка, например, на сексуални работници, нивни семејства, на оние кои што користат или злоупотребуваат дрога, меѓутоа како да ги на некој начин да се извлечат од тоа, како да се социализираат, како општеството, односно државата да им пружи некоја одреден вид заштита и рехабилитација, да не бидат стигматизирани и така натаму. И во таа цела, што им се во нивните зацртани цели активности и програми, и делот на работа на легализација, односно на медицинска употреба на канабисот. И сега овој починат доктор работел на тоа, во моментот пред некоја година имаше во постапка беше донесување или измена на законот, каде што се тие да се внесат дополнителни или регулатива на кој начин ќе има медицинска употреба за лекување и така натаму. И тој како стручно лице работел на тоа, исто така и таа невладина HOPS имале своји забелешки во однос на тој закон или како е регулативата направена, дека не се посветува доволно внимание на тој здравствен момент на медицинската употреба како таква и што се е потребно да содржи тој закон за да тоа се овозможи, туку повеќе на друг аспект и затоа има и мислам дека таму и самите ти организирале некоја како конференција, дали беше или некоја трибина, демек дали медицинска употреба или бизнис. Сега се тоа да се регулира. И тука родителите, што ќе видиме подоцна од изјавата на таткото на Ивица Циковски, господинот Љупчо Циковски, се сомневаат дека едноставно тука има некои причини, начин на кој што нивниот син едноставно не се согласувал, не сметал или како лекар, дека некои постапки не би биле соодветни во однос на третирањето на таа проблематика или медицинска употреба на канабисот, а може би бил под некои притисоци или под некои закани, што не може би, туку тие веќе и нашле некои елементи за тоа, и не само нашле, туку тоа е евидентирано, значи известно време пред да почине му било пожарено службеното возило, зашто има и
докази, тој пријава од негова страна, од таа невладината, чисто бил извршен директор, утврдено е нели како се случило тоа, меѓутоа родителите кажуваат дека немало воопшто каде се снимка од камерите, значи тука требало камера едноставно да има видео снимка кога се случило тоа, затоа што било во одредено паркинг место каде што е покриено со видео надзор, меѓутоа такво нешто значи нема или некој не го дозволува нели да се види кои биле тие. Има некој кажување на кој начин, понатаму пронашле во неговото шкафче каде што чувал негови работи, еден куршум кој што еве го има тука, значи ги има, тие доставија и фотографии, направиле да убаво да се види и во јавноста тие, вака да почнеме од возилото, значи овдека го имал пожарено возилото. Тоа е таа снимка, службеното што било на Ивица Цековски. Ова е фотографија од куршумот што ја нашле во неговото шкафче, а тој самиот им кажувал дека се јавувал во полициска станица Центар да пријави дека значи има закани, трпи да пријави дека се обратил за заштита, нели? Да. Неговиот живот и нема спомнато и на родителите. И ова една фотографија, значи која што е направена од кебето, неговата соба, креветот по станот, нели, каде што престојувал, нели, пред да се случи тој чин, да почине. Кај што како се гледа, и тоа самиот и татко кажува, дека е од огнено оружје направено, значи како да има како два испукувања, нели? Што се правеле дупки во кебето на кебето. Да спомниме дека овие слики сега што ни ги покажавте исто така беа ставени во јавноста на социјалните мрежи, така да лица кои што сакаат да ги погледнат подобро може да се обратат на Facebook, предпоставувам, каде што родителите на доктор Ивица Цековски имаат своји профили и веќе ги објавија овие нешта. Ана, дали можеме да го прочитаме тој извештај од полицијата? Што всушност тие велат? Зошто е тоа за нив завршен чин? Па вака, јас би го прочитала сега еден документ кој што е доставен точно од јавниот обвинител врз основа на сите овие значи претходни извештаи направени, затоа што родителите се имаат обратено и до народниот правобранител. И народниот правобранител потоа се обраќа до надлежните органи тие да достават што имаат, за да може и тие да се произнесат со нивен одговор. И во таа прилика, значи, од основното јавно обвинителство по барање на народниот правобранител е доставено известување за целиот случај, во кое се цитираат и сите други документи што биле евидентирани во постапката и од надлежните институции. Може да го прочитаме цело, за да се види начинот на кој што е утврдено што се случило, за кое стои основното јавно обвинителство и да биде повеќе информирана јавноста. Значи, ова е предмет под број 9 римско РО број 970 од 20/20 од Скопје 20 септември 2021 година, значи од јавното обвинителство, основното јавно обвинителство Скопје. И сега велат, во врска до народниот правобранител, нели, го праќат. Во врска со вашето барање за објаснување, информации и докази за наводите во представката, нели, примена во ОЈО Скопје, ви известуваме дека по писмено известување од МВР СВР Скопје
пишу во скратеници или на одделението за крвни и сексуални деликти број 22.21.14.2/2-209 од 23.2020 година, во кое е наведено дека на 18.3.2020 година околу 8 часот и 10 минути, значи наутро во Скопје, на улица Васил Ѓоргов, поточно позади зграда број 24, сега починатиот Ивица Цековски бил пронајден во тревникот, односно во паркот позади зградата од страна на лицето Олга Ковачевиќ, која повикала ИМП, сега ова е веројатно нека полициска интервентна полиција, и од страна на доктор Фросина Младеновска била констатирана смрт во 8 часот и 23 минути. Од страна на единицата за увид на место на настан и анализи при МВР СВР Скопје, бил извршен увид на местото на настанот и било направено фотографирање, за што е сочинат и доставен до јавното обвинителство. Записник за извршен увид на обезбедено место на настан, има бројче под кое, како и доставена е фотодокументација под број 100, при што е констатирано дека на местото на настанот, односно под прозорецот, непосредно до зградата на улица Васил Ѓоргов, број 24/37, каде починатиот живеел како подстанар во стан на 7 кат, поточно позади стамбената зграда во паркот, пронајдено е безживотното тело на починатиот Ивица Цековски од страна на случаен минувач, и тоа лицето Олга Ковачевиќ, која веднаш пријавила во полиција. Понатаму, од страна на овластени полициски службеници во насока на расветлување на овој настан, извршено е анкетирање на соседите, односно овластените полициски службеници се качиле во зградата број 24, при што забележале дека од надворешната страна на зградата има отворен прозорец од стан број 37 на 7-миот кат, и од страна на соседите посочено е дека во тој стан престојувал сега починатиот Ивица Цековски како подстанар во станот во собственост на лицето Виктор Несторов од Скопје, кој стан, видно од доставената фотодокументација, бил затекнат заклучен од внатрешната страна, пошто бил повикан клучар и во присуство на сопственикот на станот, бравата била избушена од страна на клучарот, а по влегување во внатрешните простории на станот извршен бил увид во внатрешноста на истиот, при што затекнат е отворен прозорец од дневната соба на станот, бравата на прозорецот била во одбравена положба, а под прозорецот непосредно до зградата во тревникот се гледало телото на починатиот Ивица Цековски. Фотографирани се и останатите внатрешни простори, пронајдена е личната карта на сега починатиот, при што видно од доставената документација од страна на овидната екипа не е забележано пореметување во станот каде живеел починатиот, пошто станот е запечатен. По наредба на дежурен јавен обвинител, телото на починатиот Ивица Цековски било предадено за обдукција во Институтот за судска медицина, криминалистика и медицинска деонтологија при Медицинскиот факултет во Скопје. На 15.6.2020 година од страна на Институтот за судска медицина, криминалистика и медицинска деонтологија при Медицинскиот факултет во Скопје доставен е писмен извештај за извршена обдукција, од која произлегува дека смртта на покојниот Ивица Цековски е насилна и настанала како резултат на травматски шок, кој се јавил како резултат од делување на тапо тврда сила во пределот на градниот кош,
карлицата и долните екстремитети, при што е констатирано скршување на ребрата од десната и левата страна на градниот кош, нагмечување на левото белодробие, крварење во десната градна шуплина, раскин на срцевиот мускул во пределот на левата комора, скршување на двете надколенични коски со изместување, скршување на крлицата, а како резултат на травматскиот шок дошло до пореметување и престанок на работата на важни витални органи, што резултирало со смртен исход. По увид на целокупната документација и преземените дејства, имајќи ги предвид сите факти во врска со целокупниот настан, ОЈО Скопје е на становиште дека нема место за јавно обвинителска интервенција во предметот од причина што смртта на сега покојниот Ивица Цековски не настапила како последица на извршување на кривично дело, за кое гонењето се превзема по службена должност, за што во прилог ви доставуваме копија од одлуката на ОЈО Скопје. Значи, тоа е од нив и сега што може да какво мислење е, може ние сите да имаме како јавност да речеме. Ваквиот заклучок на Можеме ли сега да го погледнеме видеото со таткото Љупчо Цековски? Да. Доктор Ивица Цековски. Так, ќе го пуштиме, Потоа ќе продолжиме со дискусија и со прашања, дополнителни прашања. Да. Јас сум таткото на магистар доктор Ивица Цековски, беше извршен директор во најголемата невладина организација ХОПС, главен координатор за Југоисточна Европа. Работеше на легализација на марихуаната во медицински цели. Убиен е пред 27 месеци. Вмешани сметаме дека во штом работеше на легализацијата на марихуаната ќе ви биде јасно кој е се вмешан во случајот. Бевме известени од полицијата дека настапила смрт и почнаа да манипулираат со нас. Кобајаги не е, тој може би не е, да пратиме полицијата не дозволила на препознавањето да се открие целото тело, да се види дали е уводна рана, дали е тепан, дали е убиен со прострелна рана. Ние тоа не знаеме, бидејќи не било дозволено. Телото било подигнено без наше присуство. Обвинителството не знаеме дали обвинителката била присутна на увидот, а полицијата веќе имаме сознание дека влегувала во станот без наше присуство. Имал закани, доказите се доставени, дека нашиот син имал закани по живот и опожарено службеното возило. Најдено е отпосле во телефончето доказите дека им постоела снимка на камерите, од камерите, безбедносните камери, како едно лице. Ние првично имавме информации дека двајца моторџии биле присутни на опожарувањето, меѓутоа после по документот, кога се нашиот син обраќал до полицијата, утврдивме дека едно лице, тоа моментот едно лице од снимката на камерите го опожарува службеното возило. Тоа лице со сигурност тврдам дека е човек на Вице Заев, кој жари и пали по Македонија, нарочито по Скопје, и прашувам
што превзеде јавното обвинителство и полицијата за негова заштита, дека имал закани по живот. Од полицијата влегувала во станот без наше присуство. Не било дозволено на идентификацијата да се види целото тело. Со тоа се прави планско и смислена манипулација и се прикрива убиството. Сметаме дека во игра се повеќе и големи луѓе, а тоа е мафијата на Заеви, Спасовски. Филипче бил потписник на проектите што ги работил, Николовски каде е Заев, таму е и тој. А ми се чини дека беше и министер за криминал и корупција. Кога тогаш ќе има одговорност за тие луѓе, од комшиите дознавме, пошто полицијата му мести дека детето наше направило самоубиство, ние документите о пожареното службено возило на испуканиот куршум, две дупки во кебето кое е користено како пригушивач, со сигурност тврдиме дека нашиот син е убиен во станот и после во ситните часови е наместен во паркот, ближниот парк. Телефонот бил сосема здрав, по изјавите на полицијата и тука не се подудараат. Едниот вика го бил во станот, другиот вика дека бил во паркот телефонот. А потпуно здрав, извадена сим картичката, кога го подигнавме телото, не ги дадоа алиштата за да не приметиме дека нашиот син е убиен. Обвинителството се обраќавме повеќе пати. Не се сеќавам на кој месец, во август беше и баравме, не знаевме до тогаш која обвинителка ја води постапката, не бевме известени. Зошто, прашувам, обдукцијата и до ден денеска не ни е дадена? Затоа, ако е било самоубиство од рок од месец до 2 месеци, требаше обдукцијата да ни го дадат, а тие не ни ја и до ден денеска не ни ја дадува. Значи и тие се во игра во прикривањето на доказите. Сметаме дека еден од документите што го пронајдевме во телефонот од работа од ХОПС, потписничката на тај документ била запознаена и фактички и вработените биле запознаени со заканите што ги имал нашиот син. А тоа е перење на пари. Прашуваме од неформални информации дека Ден Дончев бил газда на невладината организација. И зошто истиот избега за Австралија? Полицијата сметаме дека и она е вмешана во прикривањето на доказите, затоа што тие манипулираа со нас првично кога не известија зошто не го пуштија службеното возило, зошто не ни ги првично информираа дека телото го пронашле од комуналец, а вториот дека случаен минувач. Значи, тие фактички лажат. Кога се обративме до крим техниката, Кирил Глигоров се вика тоа лице, од крим техниката, го прашавме кога сте влегувале и зошто сте влегувале во станот без наше присуство, по наредба на обвинителката. Зошто и нас не повикате, а тие го повикале газдата на станот, ама газдата не му било дозволено, тој седел пред улазот, а тие влегувале во станот без наше присуство и сите
снимки или трагови ги прикриле. Го прашав што видовте во станот, тој рече па имаше расфрљано документи. Нели ви беше, му реков, индиција дека тоа се трагина борба. Нашето дете толку беше принципиелно што сакаше да биде кибритка, се средено, никогаш ништо не расфрлано и се средено. И он ви реков, прикривањето на доказите ќе се смета и се сметат за учесништво во убиството. Кривично ќе се одговара кога тогаш. Тој уплашено ме повика, ние си појдовме, чекај ќе се договориме. Реков, нема што да се договориме, има место каде што вие тоа ќе одговарате за тоа. А кога се обративме да ни го дадат првичниот записник во полицијската станица во центар, веројатно ќе дојде тука. Тај документот што ни го дадоа, јас не сакав да го потпишам, бидејќи тука се наведени и некои непринципиелни и докажува дека влегувале во станот без наше присуство. Колку ќе бидат веродостојни више доказите, пошто без наше присуство се влегувале. И дали е веќе тој одма се очигледно, дека е очигледна намешталка. Тој полицијски службеник, не знам што е починул и сакаше да ме тепа, како реков на сопругата, повика е Алфа телевизија, тај командир ли е, не знам, Тони, тогаш не упати во крим техниката и одма видов дека и полицијата е мешана во прикривањето на доказите. Од работа кога ме интересираше во кои кругови се движел нашиот син последните денови, таа негова соработничка Силвана, ми се чини, се вика, ми одговори, па со мене беше по нававки на ласки, зошто му одговорив, дека не можам да му кажам зашто сега во моментот. Таа некако како исплашена ми се закануваш. Викам, ако го сваќате вие како закана, ја што прашувам, што ме интересира во кои кругови, сватете го како сакате. И ми го бараше телефонот. Јас му првично го барала од синот. Тој рекол дека го оставиле приликон закупот во сандокот, меѓутоа телефонот јас му одговорил дека е кај мене и дадене на вештачење. Истите слики кога ги пронедевме ми беше и со сигурност тврдам дека сакале тие докази да ги избришат. И потписничката на едниот документ дека нашиот син имал закани по живот, хајди, значи и она е била запознаени што нашиот син Ивица ги имал. Сега за сега, толку кога ќе се смени ова нелегитимна влада и криминална, да учесниците во убиството да бидат санкционирани и кривично ќе бараме за тоа што ова е убиство од прв степен. Планирано убиство, во медиумите немаше, после 80-тиот ден се обративме на Алфа телевизија, истото го кажаме дека немаме го до ден денес добиена. Се обраќавме во над 20 амбасади. Добивме одговор само од евроамбасадорот, кој ни рече да се обратиме до народниот правобранител. А истиот е, после една година добивме одговор дека нема да покренат постапка. Очигледно веќе се работи за смислена мафијашка групација, што може со сигурност да тврдим дека во нашата држава ова е веќе станало Колумбија. Нашиот син не го заслужува тоа. Нарочито, за нас веќе е касно, нарочито идните генерации. Идните генерации се загрозени. Ова ќе биде уедно и апел до сите родители, до сите граѓани, до сите семејства.
ова веќе треба да му се каже стоп на мафијата. Инаку, џабе после ќе биде касно. Кога ќе изгорат, не се знае кој ќе биде следното. Мафијата не ги интересира чиво е и на кого е, него ги интересира само парите, нема да гледаат никој. Кога ќе се смени власта, ќе покренеме постапка, делото е дадено полномоштво на господинот Тони Менкиновски, ќе видиме од тогаш. Сега за сега немам верба во овие институции, пошто сметаме дека тоа е канцир на нашето општество и тие ако сега покренеме постапка и ако се ќе направат пак нема ништо да сменат фактички, едноставно како да речем. Сега за сега нека биде толку, а отпосле ќе јавноста ќе биде известена. Да не се повтори. Тоа е друго нешто да кажам сега за сега. Почитувани наши гледачи, го следите ТВ каналот Откритија, Надеж за иднината. Со мене Силвана Павловска, со Ана Бобинкова Мијаковска и со Агапи Тофиловска. Добре дојдовте назад во програмата. Го следевме разговорот, всушност снимениот материјал, видеото со таткото на Ивица, господинот Љупчо Цековски, кој што зборуваше за целиот случај и немањето се уште никакво поместување во насоката на добивање на одговорите за злосторството извршено врз неговиот син. Агапи Тофиловска, вие го следевте исто разговорот на господинот Цековски, таткото на Ивица Цековски. Исто така пред тоа го слушнавме Ана Бобинкова Мијаковска ни прочита она што јавниот обвинител го ставил во документација околу целиот тој настан. Што можете да извлечете од сето ова нешто вие? Па јас како лаик и човек кој отстрана ги слуша и ги гледа работива, сум изненадена како воопшто не е покрената никаква истрага од јавното обвинителство, особено со оглед дека починатиот претходно се е жалел и значи е опожарено возилото. Потоа се жалел на притисоци врз него и некакви закани, барал заштита од полиција и тоа е анулирано како воопшто да не постои. Од друга страна, како што кажува родителот, може би телото е таму донесено со бајлето утрината во текот на ноќта, може би убиството или се случило на друго место, ако го гледаме од таа страна. Значи, не може, како тврдат, врз основа на што тврдат дека е самоубиство. Повредите постојат, како да е траумата од фрлено тело од 7 спрат. Но прашање се поставува во овој случај на вакви околности, дали тоа тело е некој намерно го фрлил или пак човекот самиот извршил самоубиство. Веројатно би претходеле на некое самоубиство по некакви анализи и би претходело некое проштално писмо, да речеме. Не знам дали такво постои. Тоа што е карактеристично, не спомна родителот дека постои такво нешто. Потоа е карактеристично дека луѓето кои што треба да соработуваат, да имаат сочувствие, негови колеги, кои дошле таму да земат одредени материјали и слично, се сомневаат на закана на обични прашања. Тоа покажува дека тие знаат нешто друго и од нешто се исплашени,
па сега се прашуваат знаејќи ја состојбата дека не е. Сега јас размислувам како можен јавен обвинител кој би требало да си ги постави овие прашања ако ја врши својата јавна обвинителска дејност. Зошто луѓето се плашат, сметаат дека им се закануваат, нели? Ако е самоубиство. Тоа значи дека предходеле состојби кои што неговите колеги ги виделе и можеби не сакаат да разговараат за тоа. Можеби се договорени да не разговараат за тоа. Ние не можеме да знаеме. Можеби погрешно разбрав од видеото, јас разбрав дека прозорите на станот биле затворени. Краткото, а додека ваму во записниците се кажува дека прозорот бил отворен, што е контрадикторно само по себе. Да. На некоја логика дека треба прозорот да биде отворен ако некој се фрлил да се самоубие, а од внатре дома му е заклучена вратата. Меѓутоа, ако е онака како што кажува таткото, он сигурно не кажува на памет. Ако се затворени прозорите, е како тој човек се фрлил. Тоа дава индиции пак дека можеби некој го донел позади во паркот, точно под неговиот прозор, за да се исценира самоубиството. Ивица бил само 35 години кога се случил тој чин. Како што спомна Ана предходно, тој бил многу образован, бил доктор по општа медицина, долгогодишен активист, извршен директор на таа невладина организација ХОПС, опции за здрав живот, како што јас разбрав. И еден од две деца на родителите Љупчо и Слободанка Цековски, кои што потекнуваат од бедно семејство, според нашите информации, кои што вложиле се од себе си за да го образуваат својот син, кој што ете така трагично загинал и каде што постојат многу прашања околу обвинителството и нивната одлука и другите институции кои што биле вклучени во донесување одлуки. Се гледа дека таткото и мајката немаат достап на многу документи и информации кои што се потребни. Како што јас разбрав, тие дури дознале подоцна дека нивниот син е убиен. Не биле меѓу првите да појдат, да бидат известени и да појдат на местото каде што нивниот син бил најден. Така да има доста многу прашања, зар не? Апсолутно, значи не може прво се известуваат фамилијата со оглед дека не е женет човекот, значи татко му и мајка му требало најпрво да бидат известени ако е најдено телото на извесен Ивица, така? Значи, а не отпосле. Да. Што значи дека нешто се правело во меѓувреме, нешто се договарало. И сега околу неговата работа за Хера знаеме која е, особено во овие денови. Хера е невладина организација каде што бившата така наречена министерка Мила Царовска беше вајда главна или работеше таму, не навлегувам, но под нејзин патронат. Сега таа истата Хера во времето кога Царовска глумеше министерка за образование, беше вклучена во формирање на образованието во Македонија, што е многу чудно и некарактеристично. Под покровителство на таа истата Хера, сега доаѓаме до сеопфатно сексуално образование, ЛГБТ профилирање на
профилите на врз умовите на нашите деца од градинките па до нагоре во образованието. Да. Значи, перење мозок на друг начин. Сакам да кажам дека такво е видувањето мое и на многуте граѓани за активностите на Хера. Околу ХОПС не знам, но нели се спомна дека човекот не бил согласен со законот за употреба на канабисот во медицински цели, дека би било спречено лечењето на луѓето од канцер, доколку се изгласа таков закон, а тој би користел на оние кои што тргуваат со канабисот и го одгледуваат. А тие знаеме кои се, кој ги држи нивите со канабис, кој збореше за унапредување на не знам што е тоа, на земјоделството со канабис во медицински сврхи, тоа беше толку несреќникот Црпко Муртински, шефот на Мила Царовска. Да. И министерот за окружување е сомнително. Што и зошто се случило? Истото ова што мене ми паѓа во моментот сомнително, треба да му падне сомнително на обвинителите. Под предпоставка дека кога би работеле честно и професионално би им паднало, тука доаѓаме до прашање, да се запрашаме, а дали тие работат честно и професионално, или позади целиот случај има некоја друга позадина, која што сака да ги прикрие вистинските убици, предизвикувачите на ваквите несреќи или убиства, нека утврдат службите за што се работи и да видиме, затоа што сите ние сме во опасност и целото општество е изложено на пропаѓање и пат со вакво постапување на оние кои што треба да ја вршат работата, за да сите како општество се заштитиме и го заштитиме нашиот живот и здравје. Дали во Македонија родителите на доктор Ивица Цековски, дали можат да поднесат жалба на ова одлука или извештај од јавното обвинителство околу смртта на својот син? Дали може да се пожела? Дали го има тоа правно право? Може јас малце Да, ти? може. Извини. Пријаска јас се изненадив кога Ана кажа дека тие не можеле да покренат. Може би е така, јас не сум прочитала нови законски некои ако донеле измени. Меѓутоа, она што беше пред 5-6 години, они не ти ги кажуваат правата и се што спаѓа под кривично дело како се вика тоа, кое што се гони по службена должност, тоа е во надлежност на обвинителството. Но кога не реагира обвинителството, а постојат оштетени страни, тие имаат право да поднесат приватна тужба, односно тоа е кривична пријава, а се вика приватна тужба директно во кривичниот суд. И во тој случај исто така се должни да постапуваат органите. Јас го направив тоа во моите случаи, меѓутоа судот ме анулираше мене, што значи дека во законот веројатно постоја законски можности да се пожалат родителите, да бараат друга. Меѓутоа им се кријат, на граѓаните им се кријат нивните права и се ставаат во заблуда дека ете не можат ништо да направат отпосле, откако обвинителството ќе отфрли или нема да покрене постапка. Има тука и други алатки, и заштита на законитоста
Има други опции, но не се кажуваат, се кријат од заинтересираните граѓани, ако се обични луѓе. Значи, после ова потресно искажување што го слушнавме од родителот кој бара правда за својот син, за жал насилно починат убиен син, и со заложба да бидат спасени и други деца и млади од канџите на злото, веќе спомнавме што може да се превземи, и рековте има и други алатки. Какви други алатки? Што можат родителите да превземат во вакви случаи? Нели е време и за доцнето време родителите со својата мака и не пробол да ја добијат правдата, да им падне каменот, да успеат заради спокојот на душата на своето чедо. И како? Да, па тоа што го рековме на почетокот, дека во вакви случаи, кога се случува нешто толку трагично, особено за родител и воопшто за секој човек, значи за сите нас како луѓе, смртта, загубата на еден човечки живот е нешто најтрагично, што најболно, ненадомисливо и неприболно. Значи, доколку нели според тие природни законитости нели на нешто што е среќно, радосно или болно, неправедно, праведно случување, воопшто ние како го доживуваме, како го чувствуваме, и така треба и да се уреди и целото функционирање нели на системот, на општеството, на државата, да сите бидат во поддршка на тој кој што ја претрпува загубата или во однос на тој нели кој што настрадал, како да може тоа, иако не е надомислива таа загуба, сепак да има задоволување во овој случај на правдата, или да има некој начин на кој што ќе се олесни, што велиме нели тој товар, ќе има некоја условно кажана сатисфакција и да биде мирна и душата и на оштетените, во овој случај родителите, и на починатите и така натаму. Значи тоа е едно повисоко ниво на резонирање, начин на кој што треба секој прво да се стави без оглед дали е службеник или јавен обвинител. Тој пред се човек и треба и на тој начин можеби повеќе да се пристапува за да се види како треба да се води една постапка и така законите не даваат насока. Меѓутоа законите не можат самите ништо да прават, затоа што луѓето се тие што превземаат или не превземаат. Значи сепак одговорноста овде, како што рековме, едноставно не функционира повикувањето на одговорноста. И затоа се случуваат вакви пропусти. Значи, според мене има многу нелогичности. Значи, ова не е држано, ниту па е професионално постапувано, ќе кажам моето мислење, а родителите затечени нели со сето ова, со тој шок, со таа траума што ја доживуваат како родители, сепак се обраќале, превземале, доставувале и до јавно обвинителство, и барале нели докази, записници, и за на нивни прашања одговори што не се опфатени во тие документи службени. Значи тие водат своја битка, свое постапување, и до народен правобранител добиваат одговори, меѓутоа тие одговори не се задоволителни. И тие ја продолжуваат битката и на овој начин, значи тие се решени до крај да се повтори, значи пак што велите да се жалат, имаат ли право и така, значи има и вонредни правни лекови и редовни и се решени нели да употребат, меѓутоа тие не можат тоа да го направат затоа што се попречувани во остварување на правда. Кога тој што треба да постапува по нивните представки, едноставно не постапува. И тука е повторно, значи, тој проблем.
Токму тоа докажува тоа што не постапуваат, Да. после толку, како да речам, инсистирања, барања на правдата, луѓето не можат да се смират. Да. Не постапувањето, не мрдањето од мртва точка, држењето во една таква ситуација покажува дека се работи за нешто со што се сокриваат некои, ќе ги наречам, видни луѓе кои што се вмешани во истиот криминал, убиство. Тогаш да се запрашаме како општество како тоа на сите се одразува. Како вика таткото, пардон, вели, за нас е веќе доцна, но сакам и другите да се освестат за ниеден веќе да не го доживее ова што го доживува син ми. А ние тоа можеме да го направиме само ако направиме по човечно општество. Ако се вратиме нашето човечко, што вели Ана, да го гледаме од човечки аспект и да помогнеме сите за било каков проблем. Затоа што ако не сум денес, утре ќе бидам. Вика, денес не гонат нас што се буниме, ама утре ќе дојдат и по вас што молчите. Тоа е неминовно во било која сфера. Да. Затоа треба да се запрашаме каде живееме и колку сме луѓе. Да, значи тие родителите редовно во сите овие изминати во првите почетни месеци после смртта на нивниот син упатувале приставки, реагирале и до обвинителство, и до народниот правобранител, значи она што го кажа во својата изјава, таткото го има напишано, значи написмено, и тоа е рачно написано, до народниот кој што потоа по нивно барање поведува предмет, оформува за постапување и Мариковме дека после, значи, откако има добиено од надлежните институции и самиот народен правобранител запира тука, значи тука има недостаток, затоа што тоа што него му се доставува од институциите не значи дека е тоа доволно или не е проблематично нешто, за да понатаму не се повторно продолжи таа процедура постапка. Затоа и тука има, значи, еден, да кажам, формализам во пристапувањето што не е дозволиво за вакви дела под сомнение дека е сторено кривично дело. И сега, значи, заклучокот на правобранителот, после тоа што го има добиено и од страна на ова, на основното јавно обвинителство, кажува дека, имајќи го предвид добиениот писмен извештај од извршената обдукција, јавниот обвинител нашол дека нема место за јавно обвинителска интервенција од причина што смртта кај вашиот син не настапила како последица од извршување на кривично, па согласно тоа ви известуваме дека од страна на народниот правобранител се преземени сите дејства кои се во нега надлежност, па оттука народниот правобранител ја завршува постапката по вашата приставка, затоа што по преземените дејствија ги исцрпи сите можности. Значи, самата ова констатација, па и утврдувањето од страна на јавно обвинителство известието, значи, што утврдиле дека смртта кај вашиот син не настапила како последица од извршување на кривично дело. Па како може да го утврди обвинителството тоа ако не воведе постапка? Како може да утврди априори? Нели се утврдува во истражна постапка, таму треба да се спроведе истрага, па да се доведат, да се сослушуваат сведоци, па сите кои што биле во контакт со него, па лица што би биле под сомнение, тоа се утвара во истражна постапка. Како може да го утврди пред да ја поведе? Без воопшто. Дали е ова валидно од јавно обвинителство? Значи, тоа е прашање, ние прашуваме.
Јавноста прашува, значи, дали е ова во ред, вакво едно Дали е известување? овој народен правобранител? Да, Да прашаме. па и за него, меѓутоа, он постапува по ова што го добива од конечниот одговор од јавно. Да. Они ја префрлаат Да, топката со празни зборови, а во реалноста не го спроведуваат она што законот им го налага како такво. Така. Тој треба да ургира во јавното обвинителство, да рече дајте истрага како вие можете да утврдите. Затоа кај него отишол родителот да бара помош, бидејќи јавното обвинителство не го слуша родителот. Затоа отишол кај народниот правобранител. Што е неговата работа? Да го натера обвинителството да работи по закон, не надвор од закон. Ете, тука е проблемот во системот врзан како во потонат во корупција. Па да се Да, тоа е, значи, и еве, значи, тие, како што рековме, се активни, иако на правобранителот му укажуваат на некои факти, значи, со кои како родители биле на некој начин запознаени, значи можат како родители да ги искажат и да биде тоа причина, нели, сомневањето или наводите, изјавите, како што кажа во снимениот материјал во видеото, таткото на Ивица, дека може да бидат основа и тоа е доставено до јавно обвинителство. Значи, ние имаме во закон дека подопрен глас тоа треба поставува. Не треба ни родителот, ни било кој да покрене. Ако чуе дека постои за тој случај некое сомневање, че тој треба да истражи, а не да го затвора случајот. И сега во самата оварачната представка што имаат нели барање до народниот правобранител поднесено, значи, таткото, родителите, пишува за други работи што не се опфатени во овие официјални вешти, записници, документи. Доставени се. Да. Значи, вели, на 18.3.2020, кога е починат, всушност, бевме известени од полицијата дека нашиот син е починат, тоест пронајден мртов во близниот парк со сомнеш дека извршил самоубиство. Телото било подигнато и дадено на обдукција без наша согласност. Сака да каже и после наведува без нивно присуд, значи не ги не известиле за тоа, што се случило и понатаму, нели, за се што ќе следи како родители. На местото каде бил пронајден, очевидци ни кажа, а они не биле да го видат. Значи, во моментот кога сето тоа е нели расчистено, како да кажам, веќе преземени тие службени дејства, значи, очевидци ни кажа дека немало видено капка крв на местото. Значи, од такви травматски шок, повреди, немало ни капка крв на местото, кај наводно паднал. После, вели родителот, полицијата влегувала во станот без наше присуство и се поставува прашање колку се веродостојни доказите. На препознавањето не било дозволено да се види целото тело, само ликот. Полицијата ја зела картичката од телефонот, со што веќе со сигурност и тие се вмешани во прикривањето на доказите, и тој наведува, значи, изрично по директива на Оливер Спасовски, а тој по директива на Зоран Заев, прибидејќи Ивица работеше на легализација на марихуаната во медицински цели. Значи, самиот сомнеш на родителот, за да се поврзат некои работи, што може точно да се утврди, точно е дека работел на тоа. Точно е дека, нели, според родителот, ако ги викаат очевидците, дали имало крв, еве што се тврди на лице место или немало, дали картичката е одземена, значи, дали биле родителите кога влегле во станот, пред да се запечати, или не биле, или само полицијата, значи, тоа е доволен основ да се поведе истрага, а не
однапред да се заклучува и дека тоа е валидно, значи дека точно делото не е кривично, туку само убиство. Кога го подигнавме телото на нашиот син, ни дадоа само извештај од судска медицина во која се наведува причина за смртта, насилна смрт и дека е пронајден во паркот, а лиштата не ни ги дадоа. Обдукцијата до ДДС не ни ја дадоа како би како би како да не бидат склучени родителите и како би го прикриле убиството, значи ова се сомнези што се и обрави на родителот, Купчо, да. Во полицијата рекоа дека ќе бидеме повикани на отварање на станот и со отпечатоци ќе се следи што се случувало и имале некои сознанија на кримтехниката, но кримтехниката го превзела случајот. Подолго одевме, чекавме да не викаат и веќе ми беше јасно дека полицијата прави местенка. Се обратив до Хелсински комитет за човекови права со барање колку ќе бидат веродостојни доказите, бидејќи полицијата веќе влегувала во станот. Добив одговор да ја почекаме обдукцијата. Во рок од 2 часа во присуство на 2 полицајци бил повикан помалиот син и од работа, значи колешката Силвана, и уште една, не знам која биле подигнати од станот 2 таблети и 1 компјутер, веројатно таму се биле доказите, кои веројатно се избришани до истрага, кога тогаш ќе ги откриеме деталите. Виднаш ми беше јасно дека ќе се монтира и обдукцијата под притисок и веќе тука го најавува и тогашниот министар, значи на Филипче. Ивица ни ги покажа сликите од опожареното службено возило ланска година, па бараше нападник пред неговото убиство. Значи и сега и други наведува сомненија. Исто така кажува дека после 3 месеци уште немавме ништо добиено од МВР и јавно обвинителство, па решивме да отидеме во Скопје, се обратиле до Алфа телевизија за случајот да запознае јавноста. Отишле во полиција во Карпош, тие ги препратиле во центар, пополниле барање со уплатница и добивме неверодостоен одговор, кој јас не сакав да го потпишам. И еден полицаец сакаше со мене физички да ме нападне. Бев упатен во кисела вода, во кримтехниката, кај Кирил Глигоров, веројатно, и кога му реков дека прикривањето на доказите е кривично дело и ќе се смета за соучесниство, беше уплашен, ми бараше број на телефон да се договориме. Веќе бев потполно 100% сигурен дека и полицијата е мешана во убиството и прикривањето на доказите. Му реков дека ќе бараме ексхумација и обдукција, ќе извршат меѓународни експерти и ќе бараме затоа што во убиството е мешана целата влада. Значи, ова се сомневања што треба да се обрати внимание и она што е најмалку што може обвинителството направи е да си поведе истражна постапка и да поведе постапка. И понатаму наведува и други моменти кога се обраќал и до други министри од владата и до градоначалникот. После 6 месеци решивме да се обратиме до јавното обвинителство и добивме одговор на 9 октомври 2020 година дека чекаат лабораториски анализи, ќе бидеме известени. Тука ми беше јасно дека под притисок каков одговор ќе добиеме. Значи, подпишани се 2 родители
И како по скриптум пишува зошто во медиумите немало ништо после извесен период. ТВ Телма изјавила нешто неформално, било што да се случувало, веднаш кога се изјавеше уште еден доказ дека сакаат да се прикрие случајот и ќе дојде ден кога тие кривично ќе одговарат за пласирање на лажни вести. И сега наведува, предходно ви кажав дека Ивица сакал да даде оставка и велел дека му се прислушкува телефонот. Не сакал да биде учесник во прљавите игри и перење пари, затоа е ликвидиран. Известени се и повеќе од 20 амбасади и евроамбасадорот, има таму до каде што има и на англиски упатено писмо со апел, за да помогнат сите. Евроамбасадорот му одговорил дека тоа не е во негова надлежност, меѓутоа дека треба за тоа навистина да постапуваат институциите. Да. Во главно документацијата што ние ја имавме, од која може да се види дека родителите активно си борат овие права. Ова е одговорот од евроамбасадорот, кој што одговорил на барањето. 30 ноември. Да, и тоа, како што реков, дека изразува жалење за ова што се случило, дека го информирале колегите за достигнувањата на работата неговиот син, кој бил инспирација, може да биде за секој и за организацијата и за многу во тоа секторот на граѓанско општество. Како и да е, делегацијата на Европската Унија во Скопје нема мандат за да интервенира во индивидуални случаи. И затоа ве охрабрувам да ја контактирате канцеларијата на Народниот правобранител, што ќе ви овозможи со совети и законско упатување, водење, како вие да го процесуирате, да го проследите вашиот случај. И дозволете ми со ова писмо да изгразам мојата најдлабока жалење за вашата загуба и искрено се надевам дека ќе успеете во разрешување на вашиот случај. Значи, по се наведено, топката паѓа на јавното обвинителство. Ова што го кажа Агапи дека може секоја странка по приватна кривична тужба, тоа да, меѓутоа според новиот закон за јавни обвинители го третиравме и во претходниот емисии со другиот сличен ваков случај за злодело, дека според новиот закон странка во постапка, значи не може да биде оштетениот во овој случај родителите. Значи странка е јавното обвинителство што треба да се стави во заштита на оштетените и другата спротивната е тој према кој се води постапката и не може, значи врзани им се рацете до крај. Тие може да презимаат, меѓутоа ако одлучи како што одлучи да не постапува, понатаму значи ќе треба да се применат други правни лекови и веројатно други постапки, бидејќи со новиот закон јавните обвинители исто и тие се заштитени како бела мечка. Значи не може да одговара кривично за многу работи, има имунитет и така натаму, едино по дисциплинска одговорност ако се утврди службена злоупотреба на должност, а тоа може да се утврди, меѓутоа никој тоа од нив не го утврдува, нити по високи инстанци. И сега зборот ми беше околу ова на кој начин, значи доколку и се утврди, бидејќи е законот, пак ќе се одговара Република Македонија, а тоа треба да оде пред Страсбур. Значи, правдата е долга, недостижна, попречување има, оневозможување. После 20 години е неправда. Да, тоа го рековме, минатата емисија.
Значи тоа би било, ние тука ќе продолжиме и на ваков начин и на друг и на општествен и со конкретни постапки, приставки ние и се на некој начин тоа го понудивме, бидејќи на тој начин нели ќе делуваме во заштита и за владење на правото и со вакви поддршки, со бесплатни правни совети кај што стручни лица ќе можат нели да ги упатат граѓаните и остануваме на тоа. Родителите исто така нели имаат свои ставови, превземаат тие што понатаму, значи ќе се дадат својата, ќе си ги бранат правата на своите на починатиот син, за жал, сето тоа да го видат лицето на правдата тие кои што се причинители, најверојатно има сторители на кривично дело и тие што се соучесници или што прекриваат или што не постапуваат според законите. Да. Благодариме Ана Бобинкова Мјаковска и Агапи Тофиловска за сите овие информации и писмата од правните установи од Скопје во врска со смртта, убиството на доктор Цековски, Ивица Цековски. Секако дека овие теми за кои што зборуваме се дошта озбилни и тешки теми, меѓутоа треба да се зборува за овие нешта, доколку сакаме подобрување на системот на правосудство, посебно на јавниот обвинител и нивната работа. Отворивме доста прашања за кои што се надеваме дека јавното обвинителство ќе може да го разгледа овој предмет и земајќи ги во обзир сомнежите што ги имаат родителите на доктор Ивица Цековски. Јас ви благодарам за вашето внимание, почитувани наши гледачи и слушатели на ТВ каналот Откритија. Надеж за иднината. Се надевам дека ќе ни се придружите следниот четврток во 20 часот, значи истото време, каде што ќе расправаме за други теми кои што се од голем интерес за нашето општество во Македонија и надвор од Македонија. Уште еднаш благодариме и се слушаме следниот четврток. Благодарам и вам, драга Силвана. Иако не сакав после вашиот последен збор и заклучок на емисијата, мислам дека е многу важно и пред да завршиме, да го упатиме овој јавен повик до јавниот обвинител на Република Македонија, како се викаше, Јовески. Љупчо Јовески. Значи, еве јавно ве повикуваме како јавен обвинител да излезете и пред јавноста и пред родителите на починатиот Ивица Цековски, да ни известите за овој случај, зошто јавното обвинителство не постапувало, зошто не ја смени таа одлука и да постапува со оглед на доволно аргументи и причини за сомнеж дека тој случај не е расчистен, затоа што не е утврдено во процедура, во прописна постапка, нели, да се заклучи на начин на кој што тие го заклучуваат случајот. Вие треба да сте информиран, да ви е познат овој случај, затоа што не е од вчера, од завчера, туку веќе до мартов 2023 ќе бидат 3 години. Има доволно и во јавноста информации, има доволно емисии направено, има доволно прашања поставени
има доволно од самите родители обраќања до институциите, каде што можете да ги имате на овие тие приставки. Еве и ова наша емисија во прилог на тоа, за расчистување, за праведно решавање на овој случај и на тој начин и за професионално однесување и постапување законито на самото јавно обвинителство. Благодариме. Благодариме. Поздрав до вас и до сите наши во Македонија, вклучувајќи го и јавниот обвинител и во очекување на одговор или реакција. Да, и поздрав до родителите на Ивица Циковски, господин Љупчо Циковски, господја Слободанка Циковска и до братот, кои што минуваат 3 години преку овие тешки пречки пред се што ги имаат и моменти што само тие се знаат како ги преживуваат. Тоа една, како да кажеме, чувството што може во овој како поддршка момент да им го дадеме, што обстојуваат, што се со една висока свест и заложбан или како што рече и самиот родител, да ги спаси и другите млади, деца, граѓани, од ова да не се случува, дека тој за тоа се залага да придонесе, што е една висока свест, хуманост, човечност. Апсолутно. И тоа да го издржуваат секој нов ден без своето чедо, мислам на вистина тоа треба да си многу здрав и со духот и со својот сивкупен умствен и духовен хабитус, за да можеш тоа да го живееш секој ден. Навистина посакувам добро здравје и сепак да имаат праведно разрешување или на овој нивен непребол. Тоа не е ни случај, не е ни проблем, тоа е навистина нешто за секој родител што би име да не му се случи. Нашето следно гледање и слушање од мене Силвана Павловска, од Ана Бобинкова Мијаковска и од Агапи Тофиловска. Добра ноќ. Добра ноќ и среќна нова година. Среќна нова година, да, на сите.